Во срцето на Балканот се наоѓа земја богата со историја, култура и потенцијал. И днината почнува дома. Представуваме 32 изворени личности, символизирајќи ги 32 години независност. Визионери, креатори, двигатели на идните промени. Придружете ни се додека ги истражуваме нивните успеси, идеи и предизвици, да насликаме слика на нација во подем. Јас сум Весела Богдановиќ, живеам во Битола, сопруга, мајка и учителка во основното училиште Гочо Рацин, село Ивањевци, Могила. Креатор сум и реализатор на едукативни работилници во земјава и во странство и носител на признание за едно од 50-те најдобри едукатори во светот, како и признание за личност на годината на државно и на локално ниво. Мојата секојдневна посветеност кон работата ја потикнуваат самите ученици. Тоа е како некој наш чудесен фер систем на взаемно охрабрување и мотивација. Јас ги потикнувам нив, а тие ме потикнуваат мене. Мојата улога како позитивен пример ја гледам во воспитувањето. Значи, воспитанието ми е важно исто толку колку што и образованието. Соработка, љубов, сочувство, прифаќање на различности, почитување на идеи. И кога ќе преминат во предметна настава, им останува тоа посебно ме радува. Вредностите ги зачувуваат, ги негуваат на онаа заедница која што сме ја граделе, тоа посебно ме радува. Ме инспирира македонската архитектура од минатото. Музеите, археолошки наоѓалишта, легендите ме инспирираат и си ги искористувам за реализација на различни наставни цели, дел се од моите работилници, но и во мои објавени книги преку кои на децата сакам да им ги доближам, да им ја потикнам љубопитноста за нив, да си ги истражуваме, да бидеме свесни за нивното постојање, да си ги чуваме, негуваме, да се гордееме со нив. Успех е секој обид што го правиме за постигнување на целта. Секој чекор е успех. Кога ќе тргнеме кон барање начини како да стигнеме до некоја цел која што си ја посакуваме. Главни карактеристики важни за моите резултати: љубопитна сум. Многу сум љубопитна, постојано истражувам, сакам да истражувам. Кога ќе најдам нешто интересно, си дозволувам да вака светот да ме инспирира околу мене, и кога ќе најдам нешто интересно, веднаш барам како тоа можам да го употребам во наставна пракса. Значи, не ми постои прашањето дали воопшто тоа може да се примени во наставна пракса за реализација на воспитни или образовни цели, туку веднаш барам начин како тоа едноставно да го применам.